Здраво, Венко. Како си? Како беше напалните во Дубај? Заев, како е? Оди ли бизнисот? Харис Џиновиќ пееше ли повторно на ваша приватна забава? Сигурно од времето поминато на песочните плажи, Венко не е запознаен. Но да ти кажеме дека камп за мигранти нема да има. Сигурно не си чул, но тоа го кажа и амбасадорот на Обединетото кралство. Сигурно си се заиграл на песоците во Дубај и не знаеш дека парите од Обединетото кралство ќе се користат за проекти, а не за плаќање на избори, како во твое време. А сега ќе ти кажем и каков нема да биде договорот со Обединетото кралство. Договорот нема да биде како твојот површен за градба на модуларни болници, полн со криминални моменти. Договорот нема да биде ниту како крвавите тендери од 35 милиони евра. Договорот нема да биде ниту како обидот за приватизација на јавното здравство, како што ти пропагираше. Ниту ќе биде како договорите со веледрогеријата Пановски, на чиј собственик керката му ја постави директорка на клиника, па редевте милионски тендери. Договорот нема да биде ниту како тој за стабри вакцините и профитерството во короната, ниту пак со мејл жути Јаху. Во однос на трагедијата во Кочани, председателот Мицкоски ги прими семејствата на загинатите од Кочани, но ти беше во Дубај и не можеш да знаеш за тоа. И на крај, Венко, нели ти е срам да збориш за Кочани? Кажа ли дали се согласуваш со пресудата за модуларната болница со символична одговорност на периферни ликови? Венко, те гризе ли совеста или воопшто не ти е гајле?